Добро вечер во топ тема на ваша страна. Кривичниот совет на Основниот суд попладнево ги одби жалбите на поранешниот премиер Никола Груевски и се очекува тој да ја добие одлуката на судот за да оди в затвор на издржување на 2-годишната казна за случајот Тенк. Груевски ќе биде и првиот премиер кој ќе оди в затвор, а ќе прима пратеничка плата. Кои се последиците за неговата партија, на кои се поуките и за правниот и политичкиот систем? Вечерва на оваа тема дебатирам со моите гости, новинарот и главен уредник на неделникот Фокус Зоран Димитровски, адвокатот Сузана Јошевска-Анастасовска и политичкиот аналитичар Александар Пандов. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на топ тема на ваша страна. Пред да почнеме со дебатата, го вклучуваме во живо мојот колега Огнен Чанчаревич, кој се наоѓа пред истражниот затвор Скопје во Шутка. Дали го имаме, Огнен? Кои се твоите последни информации? Дали е доставено решението на Кривичниот совет до поранешниот премиер Никола Груевски и кога тој би се јавил на издржување на затворската казна? Не, Сања, за сега нема никакви официјални ниту неофицијални информации дали решението, тоест одлуката на Кривичниот совет во Скопска единица му е доставена на пратеникот Никола Груевски. Како што каже и ти, Кривичниот совет во Скопска единица ги одби барањата, ги одби жалбите на неговиот адвокатски тим и на Груевски за одложување на за одложување на издржување на затворската казна, со што решението на судијата на претходна постапка стана правосилно. Тоа значи дека, како што напомена и од судот, дека во моментот кога решението ќе му биде врачено на пратеникот Груевски, тој ќе треба да се јави на издржување во истражниот затвор Скопје на 2-годишната казна која што му беше пресудена во случајот Тенк на СЈО. Инаку, како што знаете, тој требаше да се јави вчера, но во првичниот упатен акт тој требаше да се јави вчера на издржување на затворската казна, но роковите беа пробиени поради рокот за жалби кои што тој ги поднесе. Како што кажав, за сега останува неизвестно дали и кога пратеникот Груевски ќе дојде или ќе биде спроведен во затворот Шутка на издржување на 2-годишната затворска казна. Сања? Ти благодарам, Огнен Чачаревич останува пред судот и доколку има некакви нови информации, повторно ќе го вклучиме во емисијата. Сега продолжуваме, всушност почнуваме со дебатата. Господјо Јошевска, каква е процедурата? Дали се исцрпени сите правни можности Груевски да биде одложено издржувањето на затворската казна на Груевски? Во Законот за извршување на санкции не постои ограничување за тоа колку пати може осуденото лице да бара да поднесува вакви молби за одложување на казната, но постојат различни основи по кои може тоа да го бара, така што можеме да очекуваме дека може да биде пуштена молба по друг основ. Не сме по ист основ да биде пуштена, во тој случај таа се отфрла и не се постапува воопшто по нејзин. Неговите аргументи во жалбите беа причините за кои бараше одлагање е дека пишува книга и дека е член на Уставната комисија во Собранието, каде што се разбира сите членови имаат и заменици. Па, од мој аспект, како правник, правилна одлуката на судот и веднаш кога беше објавена причината во молбата, мене самото по себе и го коментирав тоа дека ми е не е основана причина за одлагање на казната и според мене правилно е одлучувањето на судот, но има други, да речам, има поради здравствени причини и така натаму, доколку успее да го докаже тоа, може да оди по било која од основите, освен тие кои што не може никако да биде, например, бременост и така натаму, но му стои на располагање Врховниот суд, таму каде што веќе, колку што разбрав, има поднесено вонреден правен лек. Не, се уште не е поднесена, бидејќи се Кривичниот суд се чека да го извести, така да има еден временски... Има еден временски гап таму и самиот има еден член во Законот за извршување на санкции кој што дозволува и самиот Врховен суд да ја одложи казната, доколку до тогаш не почна со издржување на казна затвор. Во спротивно, како што јавил самиот Кривичен суд,
веќе санкцијата и треба да се она што изврши. ни е нејасно на нас граѓаните, кога има ваква одлука на судот и секогаш судот соопштува дека не може да го најде обвинетиот да го спроведе. Толку зошто не може да го најде обвинетиот поранешен Не, премиер, да не го сегашен спроведа. пратеник? Вајде за претпоставам дека за Минатиот вообичаена достава е тоа. Да, Да, и што е да. толку проблем да... Па тоа е проблемот на доставата општо во судот. Според мене не е ефикасна доставата и треба да трпи измени. И во овој случај се видела, се покажа како очигледна, само што овој случај е под рефлектори и сега на граѓаните не им е јасно, но се врши вообичаена достава. Ако не се најде никој во домот, се врши повторно и така има определени правила и затоа да не се доведе судот во ситуација, една срамна ситуација, да објави дека не може да му се достави на човек кој што секој втор ден е во судот, му ја извршиле доставата во судот, што е исто така согласно минатиот закон, патенак. доколку не се Инаку тоа има закажано судење по друг предмет. Да, и тоа е вообичаено. Во вообичаената пракса ние се обраќаме, ги молиме доставувачите доколку треба, доколку знаеме дека за друга постапка ќе биде во суд, тој кој што ни е предмет на интерес, таму дода да го доставуваат, се случува тоа, така да ништо не е вообичаено. Пред малку лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во интервју за телевизија Алфа ја коментираше одлуката на Кривичниот совет. Тој вели дека Никола Груевски е жртва на политички прогон на страна на актуелната власт, став на партијата практично сиот изминат период и дека самиот чин е преседан во судството и се потврдува тезата дека судството е партизирано и работи под стегите на владата. Во минатото, СДСМ како опозиција тврдеше дека милиарди се изнесени од државата, а денеска Никола Груевски, Кривичниот совет, ја одбива неговата жалба за дело за кое што е осуден поради стекнување нематеријална добивка, како што е возењето неколкукратно во возилото кое што е предмет на тој судски процес, изјави Мицкоски. Ова треба да потврди дека тој партизираноста на судството. Господине Пандов, што мислите вие за овој став на партијата, дека е ова преседан и дека Груевски е жртва на политички прогон? Јас повеќе пати имам говорено околу тоа дека Македонија сега се наоѓа под фашистичка окупација, има на власт една хунта која што по пат на сила, по пат на репресија го заплашува народот, сака со самото тоа да внесе страв кај луѓето, да го скрши било каква желба за отпор, поради репресијата која што ќе ја трпат. Никола Груевски како лидер на ВМРО 15 години, поготово зборувам во последните години, и премиер, како екс-премиер, беше главниот столб на одбраната да дојде до промена на уставот за да се смени уставното име на Република Македонија. Токму тоа е неговата најголема вина. Она што е кажано, затоа што постојано се кажува 600.000 Мерцедес дека бил, не се потенцира дека тоа е блиндирано возило и дека тоа е можеби минималната сума на пари која што би можела да чини едно такво блиндирано возило. Да, меѓутоа мораме да споменеме дека начинот на набавката, тоа сакав да го кажам, не е цената на возилото. При тоа сакав токму да го кажам дека во судската постапка овластениот дистрибутер на тие возила потврди дека немало никаква материјална корист, дека цената на чинење на тоа возило и сега кога би се набавувало би чинела толку пари. Чисто да подсетам, значи ако е тоа вина дека се возел он во тоа и имал желба да се вози во тој Мерцедес, дека тој е сега тој Мерцедес кој што сите оние делегации на странци на такви гости. Да, се користи, но токму така. И би сакал исто да подсетам, сега актуелно е денеска прилози гледав за брза помош ќе се приватизирала или ќе се е правило јавно приватно партнерство. Односно, колку што можам да разберам, дека тоа би се дало на некоја X компанија која што она ќе тера брза помош, а господинот Зоран Заев, како опозиционер во кампањата, тврдеше дека овој Мерцедес ќе биде продаден и за потребите на брза помош ќе биделе купени амбулантни возила. Тоа гледаме дека не е така, напротив, секој ден кога гледаме дека се вози човекот. Како другачи да го доживеам, освен тоа дека и сега, поготово затоа што се уставните промени нели во собрание,
Сето ова се случува, тајмингот е поставен. Повторно ќе кажам, пораката да биде пратена до мене, до секој еден кој што ја гледа оваа власт како негативно што низ негативна призма што ја гледа оваа власт, дека треба да биде уплашен сега, затоа што ако за вака може да бидете осуден на 2 години затвор, што останува за било што друго. И еве баш ми интересира адвокатката да појасни како пак од друга страна екс-премиерот Бучковски, кој што имаше, мислам дека за тенковски некои делови набавувано, кои што никогаш не беа има пресуда, употребени. но не уште во затвор. 10 години е поминато од тогаш, како успева човеков, кој маги, предпоставам ќе го консултира Груевски сега, него како екс-колега. Би сакала Димитровски, жртва ли е Груевски, кој што тврди неговиот наследник? Ако гледате од аспектот на господинот Пандов, веројатно жртва. Меѓутоа, сакам нешто да кажам прво за политичкиот прогон, нели? Ние имаме специјално јавно обвинителство формирано со согласност на двете политички структури, и ВМРО, ДПМН и СДСМ, и другите нели партии, 4 фактички, дека ќе ги гони делата кои што произлегуваат од материјалите на нелегалното прислушување. Специјалното јавно обвинителство, значи, има легитимитет и легалитет формирано во собранието. И тоа дошло до одредени сознанија дека досега во 5 кривични предмети господинот Груевски е обвинет. Значи е обвинет. Се уште има истраги и за други предмети, ќе видиме натаму како тоа ќе се одвива. Лично, мојот личен впечаток е, малку се чувствувам поради тоа веројатно лошо, затоа што е ова можеби помалку бенигниот кривичен предмет во кој е обвинет господин Груевски. Да, имаше дилеми во јавноста, затоа што другите предмети се, значи другите предмети се Титаник, каде што се значи тука се неколку 3-4 кривични дела се споменуваат, од злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба преку измама и така натаму, неколку кривични дела. Во овој дел, во овој предмет Тенк се работи точно е за кривично дело, колку што јас, нека ме поправи адвокатката, кога може примање награда заради незаконито влијание. Меѓутоа, илузија е, заблуда е, да се каже дека заради сакање да се вози или заради возење, тоа што 2-3 пати се провозал во Мерцедесот. Значи, кривичното дело за кое што одговараше господинот Ѓоко Поповски, помошник министер за правда, и министерката Гордана Јанкуловска, која што се уште, мислам дека се води за неа постапката, е злоупотреба на службена положба, ги довеле другите компании. Значи, тендерот е така направен, Мерцедесот е купен, другите компании, Ауди, сите што може да понудат таков тип на возила, биле оневозможени да настапат на тендерот. Со самата желба на Никола Груевски да се вози во Мерцедес 600, со телевизорче позади за децата приватно кога се возат, да можат да нели гледаат, и потоа да го менува возилото, како што слушаме од бомбите, за да не види народот дека се вози во Мерцедес, туку дека се вози во некоја обична кола, затоа што он нели не е човекот кој што е овоземен, не е надземен, не е Бог. Меѓутоа, значи, кривичното дело е примање на некаква награда. Наградата, некој ќе рече, да, овде наградата не е материјална, но штетата е материјална. Каде е штетата? Во што? Штетата е на буџетот, затоа што ние не знаеме. Такво возило. Ама не, такво возило требало. Меѓутоа, од каде знаете вие дека Ауди немало да понуди за 420.000 евра возило, кое што ќе ги истите услуги ќе ги имало. Тендерот е штелуван. Вие на било која позиција, ако сте министер, помошник министер, во било кое министерство, ако направите тендер во кој што ќе кажете точно какви услови треба да има за да го добие Телма телевизија, затоа што фирмата треба да биде, да речеме, сместена овде. Вие сте доволно писмени, знаете дека за набавување на такво возило не мало потреба ни тендер да има. Ако вие направили тендер, Како мислите да... не е мало потреба за такви возила, вистина, за 600.000 евра. За такво возило, затоа што се работи за безбедност, на дипломати, на личности, нема потреба Министерство за внатрешни работи да распише тендер. Тогаш ДБК требало тогаш државната безбедност, односно Управата за безбедност и контраразузнавање требало да го набави.
Ако е Кој да така. требал да го направи? Не треба Ама не тендер не, да ама, направи. ама Вие вие- направили тендер. А вие имате комплетна... И вие имате сега, па комплетна за судство маска. кога говорите, пред неколку месеци градоначалник, избран градоначалник, Добро. пукаше со полиција на граница. Му најдува во джипот Така е. полно со нелегални произведени цигари. 6 месеци доби. Овој затоа што Сега требало говориме да се за набави. правниот систем. Требало да се набави. Сега возило. говориме- Не е набавено Пандов, да пето. се тоа е вратиме вториот на дел. она што Господин е Пандов, тема. Само сега да вака докажам. ќе кажам. Да, Само да ама докажам. морам Имаме- јас да интервенирам, Само да да се докажам. вратиме на Ете, темата, па вака темата е примери Мерцедесот. Не, темата е одлична. Мерцедесот е темата. Да. И тој Мерцедес требало да се набави. Јас не гледам во што е... Кој вели дека се требало да се набави Мерцедес? Можело да се набави Ауди. Можело да се... не, сите Ма, немојте служби, да молам. сите служби велат дека требало да се набави како да? без Ма не, ВИП имало едно блиндирано возило или две блиндирани возила, Па исклучително можело да стари. биде БМВ. Зошто Мерцедес? Ете мислеле дека требало Ама Мерцедес да ете биде. мислеле. Значи затоа што некој сакал И да сега биде јас, еве, Мерцедес. да ми биде мене разјаснато. Утре ден сум јас на функција. Да. Ако јас кога ќе се набавуваат во таа институција возила. Ако јас прашам, абе видете вакво возило, онакво возило и мене пошто ми го слуша телефонот, тоа ме слушнат и јас 2 години затвор значи ќе добијам. Не. Па зашто е тогаш затворот? Знаете што? А ако јас гледам пример градоначалник како се пука со полиција на граница и како шверцува цигари 6 месеци добива. Значи, Во овој- што е тука Вториот дел за кој говори Пандов, само една реченица. реченица за да идеме на... Да, мислам дека ја поставивте Да. прашање Така е, да. Само една реченица. За Бучковски како успева? Еве и за Бучковски. Еве, Јас прво на да. почетокот сакав да кажам дека причината за која што Бучковски не бараше одлагање на затворската казна беше семестар во колку што се сеќавам како професор семестар на факултетот дека треба да ги држи предавањата. И тука се согласувам дека судот од не знам какви причини му даде таква можност. Но сакам нешто друго да кажам. Ова што го говори Пандов во контекст на вториот случај на градоначалникот од каде беше? Од која? Ново село, Ново село, Струмичко. Значи, ние имаме се уште нереформирано судство. И со тоа се согласувам. Ние наследивме судство кое што е политизирано, корумпирано, кое што реформите почна изминатава година, меѓутоа не ни почна, ако можеме да кажеме дека не ни почна. Ние се уште имаме судство, судии кои што се поставени од времето на минатите режими, нели? Да, но сега имаме нова љубов. Значи, истото судство со новата власт, со тоа можеби. треба да се сочиме и тука се Добро согласувам. информиран човек и ти треба да кажеш дека сега овие судии не се реформирани затоа што ние не знаеме кои све се слушани, но знаеме дека голем број од судиите се слушани. Од основен ние слушнавме управен бомби за ние, не, Не, па не, не ги го слушаме коментираме бомбите, но само со она што сигурност можеме за тоа да говориме, но со Пандов. сигурност, Што го но со знаеме. сигурност има голем број на судии кои што се слушани. Тие се сега судиите кои што судат. Затоа не се реформираат, затоа што тие им одговараат кој ги слушал? по пат на кој да ги слушал, разговорите како тоа? ги има Само- Зоран како тоа? Заев. Кој ги Кој да ги слушал? слушал, ги има разговорите Зоран разговорите- Заев. Како вие И тврдите од со позиција- сигурност дека од судии се позиција на слушани, премиер- а не знаете ни кој ги слушал? Каков е тој Има еден муабет? куп судии кои што се жалат. Ама се жал. Ама јавно нека Како да кажат, се Пандов, не смеат? јавно нека Па не кажат. смеат. Не Затоа што ги Сега бидат на ќе столици бидат овој муабет за подборувани. суди разговараме сега. Вие зборувате за суди како да Има- се забило има, господјо. суди Господјо, зборуваат над дека биле 20.000 слушани, кој ги слушал, над како ги слушал. 20.000 актуелниот сега премиер што е. Он тврдеше и се уште тоа стои дека над 20.000 граѓани се Така е, преслушнувани. така е. Тоа претпоставувам дека не се луѓе од вамо од онамо, дека луѓе кои што се Ама биле вие на ги некои ставате во одредени некој контекст функции. на дека се предмет на уцена и тоа е И сериозно сигурно е тврдење. тоа така. Ама вие Ама немате тоа не докази може за вака тоа. да се Не може кажува Ама за Како вие нема, дека се зашто да предмет не на смеам да уцена. го... Вие ги Да не Ма зашто имам- да прашувам, да се имам предмет... нешто Не, не, исто ако се повторно предмет казнено на дело да не уцена... е тоа сега, пошто кај нас... Па, апсолутно не се кажуваат лесно такви работи. Ама не, Еве, јас мене не ме го- прашувате. не ги конкретизираше, јас се согласувам Па со Кога тоа, ќе меѓутоа- кажете суди се Вие- предмет на уцена вие поради имате- прислушувани разговори, треба да Господјо, кажете од господјо, каде имате- знаете, како знаете, за тоа да се еве свати ќе ви кажам сериозно. како. А не еве ќе предмет се на уцена. Еве вака ќе ви Како кажам. тоа? Господјата Катица Јанева, која што 7 години студирала со татко судија со просек 6,2 и е главна сега во Република Македонија, не знам дали во вашето студио, дали во други студија, комотно си кажува, као за кафе онака оговарање, оваа судија во Врховен суд правела вака и вака, се слушала со тој и тој функционер, оваа судија... Добро, А, за тоа не е точно, слушнавме за тоа не е Ако разговори. има за тие судики, Мешајте. зашто вие мислите дека нема за други?
Зошто мислите дека Не, ама не може И ние- по логика, и ние- ама не можете и да ние- Ама кажувате. немаме увид ние во тоа кој е све Ама вие слушан и тврдите, како. господина, вие тврдите. Основано, ако некој Ако суди тврдите, треба за таков криминал, треба да имате информација која е Господи, проверена ако да знаете. Значи нешто треба да знаете, а вака да тврдите Еве ви судите доказ. се усенувани Не. зашто биле. Еве ми Тоа доказ, не е 6 ни месеци, индиректно, не е 6 ни месеци индиректно. добива Јас го градоначалник. прифаќам како несериозно. 6 месеци добива градоначалник за таков криминал, ова затоа што разговарал и сакал да се ги вози мешате работите. Добро, за вас. Прашавте уште за Бучковски. Јас не кој е можам за вашиот Бучковски да коментирам, бидејќи јас во предметот на Бучковски немам видено, нити пак од немавме оволкава јавност во таа постапка, да не зборуваме за тој кривичен суд пред неколку години колку беше транспарентен и така натаму. Значи немам информации од кои причини предметот на Бучковски не се извршува. Значи санкцијата не се извршува. Последно јас што го знам, а тоа го знам само од медиумите, е дека му било одложено извршување. После тоа некој треба да го семестар. Не, после тоа Врховниот суд мислам дека го одлучи и го врати на повторно судење. Што не значи дека истото нема да се случи во предметот на Груевски. Ние не знаеме. Да кажам, Откај знаеме што ќе се последните случи? информации Да, бидејќи опција се не е такви, исцрпена. ние не знаеме во која фаза е таа постапка. Ако се вратени пресудите, односно укинати, ако е вратена постапката и зошто е запрена, не знаеме, нема веќе правосилна присуда. И заради тоа не може да се Има ново извршува. судење, да. Дека е Има ново реформирано судење. И судство, тука да мене се ми е да јасно, знате, ама да. зошто и како е Ама ние стигна не тоа, не почнавме да знам. го реформираме судството, Пандов. пример Јас се е тоа согласувам сега. со вас комплетно околу тој дел. Да, сите го критикуваме. Значи, вака, ги гледаме кривичните предмети и врз основа на доказите како е судено. Во случајот во овој предмет, мерењето на доказите, дали е заслужена казната од 2 години затвор или за господинот Ѓоко Поповски, ми се чини 6,5 години или колку Да, беше. имаше многу. Значи, дали се тоа дилеми. заслужени казни, дали се тоа драконски казни, тоа е сосема друго прашање. Дали Груевски за ова кривично дело од 2 години затвор можеби заслужувал Значи во условна казна од 2 години, не знам. Ама во Не врска знам. со висината на казната се цени. Јас не сакам да коментирам за висината, Но него дека само сакам да имаме- кажам како се донесува. Апсолутно, да. И Дека самата имаме личност влијание. на обвинетиот треба да значи отежителни и олеснителни околности, меѓу другото во отежителни може да спаѓа кој е личноста на Да. на Инаку осудениот. максималната е 3 За да години. се Во прати, случајот да се прати постои порака, влијание околу- за набавка на Мерцедес, кој што е преплатен. Не заради тоа што не чини Да, и толку начинот Мерцедесот, и начинот туку затоа на што набавката. други автомобили можеле да чинат поевтино. сепак Само темата сакам е уште една Тоа е. реченица да Само кажам. Кога излезе, Оштетен е буџетот на кога Република разбравме за ова, имаше, барем јас се сеќам во медиумите, имаше една компаративна анализа како е во Германија, како е во Франција, како е во други држави во Европа и дали тие таму сите служби јавиле потреба дека мора баш вакво возило да имаат и кои од државите имаат поскапи или поевтини возила, не знам дали се сеќавате, ние сме уникат. Значи, Најевтино Мерцедесот, возило. Не, Мерцедесот на Груевски беше најскапиот Најскапиот во беше. југоисточна Европа, Да. не во Да, да. западна. Добро, За ама југоисточна пак Европа беше се најскапиот. враќаме што мислам дека не е основното. Сепак Никола Груевски, поранешниот премиер и сегашен пратеник, и дали тој ќе оди и кога ќе издржува затворска казна е вечерашнава тема, но како дојде на власт, како владееше и што остави од себе, некој го славя како херој на почетокот, а некој со денови протестира против неговото владење. Да го погледнеме освртот што го подготви Сонја Николовска. Една по една се затвараат вратите за Никола Груевски. Останува пратеник, но неизвестно е како ќе ја троши пратеничката плата, ако се знае дека за неговата блиска иднина сега одлучуваат суди и обвинители. Без оглед на тоа, јавноста останува поделена во оценките на неговата улога во партијата и во државата. Едните препознаваат херој, роден да обединува и да го води својот народ. Мајка го роди, народ да води кон светла и нина. Другите едвам чекаат да го видат зад решетки, за да одговара за сите обвиненија што му се ставаат на товар. И едно јутро око 7 сати пробуди ме моја мила мати. Ајде Никола, за те владание, за тебе су затворске челие.
Политичката и државничка кариера на Никола Груевски опфаќа 20 години. На крајот на минатиот век, на 28 годишна возраст, стана министер за трговија, а една година подоцна веќе е прв човек во Министерството за финансии. Зад себе ги остава Балканска банка и Брокерската асоциација, што лично ја основал и председавал. Груевски важи за реформатор, воведува ДДВ, фискални сметки, кампања купувајте македонски производи, а паралелно се множат афери. За почеток, штетниот договор со ОКТА, што ја чинеше македонската држава $70 милиони и контроверзите околу националната платежна картичка, а подоцна и други. За познавачите, изборот за лидер на Конгресот во Охрид 2003 е сосема очекуван, особено што зад него застана неприкосновениот Љупчо Георгиевски. Ќе го зачуваме единството и заедништвото на нашата партија. Македонија и идеите на ВМРО се поважни од сите меѓучовечки разлики и поделби. Лидерството не го стартуваше најсјајно, изгуби едни председателски, едни локални избори, се обкружи со нови лица кои освен партиски му беа и лично лојални. Од старото партиско ткиво се создадоа нови партии, меѓу кои ВМРО Народна на Љупчо Георгиевски, што уследи потешката караница во хотелот Панорама. И покрај тоа 2 години подоцна Груевски ги добива наредните парламентарни избори. Потоа бележи победи на 10 изборни циклуси. Неговата партија владее неприкосновено, од локално преку централно до председателско ниво. Уште во тие први години од неговото владење, пиар тимот настојува да го прикаже како вреден млад човек што работи 24/7 за својата татковина. Човек од народот живее скромен живот, оди пешки на работа во владата, чека на семафор зелено светло, се поздравува со познатите додека силното обезбедување не се гледа. Воведе рамен данок, ја намали невработеноста од 38 на 23%. Постојано инсистираше на странски инвестиции, а во тоа време македонските државјани почнаа да патуваат низ Европа без визи. Не е должник кон никого, освен кон оние кои му ја дадоа довербата. Оние од кои произлезе и за кои постои. Тоа е народот, тоа се граѓаните на Република Македонија. Неговите критичари му го демнеа секој чекор, ги ловеа неговите лапсуси. Кај мене дома се падна паричката и сега вртевме тоа левот 5-6 минути и на крајот скршивме парчиња сите, падна кај мене и јас се изненадив да кажам баш ми е мило. Но ѓаволот ја однесе шегата кога почнаа да пукаат бомбите на Заев. Преку телефонските снимки СДСМ прикажуваше лик на автократ кој наградува и казнува по лично убедување. Владе е неприкосновено обкружен со роднини, пријатели и послушници. Се пазари за провизии, се смее на туѓата немоќ, толерира разни криминали, очекува изборни местенки, преграбува имот за себе и за партијата, а лицемерието воопшто не му е туѓо. Иле, овој си го доставува преходниот пат. Добро. Тоа што го доставија, после тоа го намалувавме у преговори или како беше? Де факто се испостави дека неколку ставки немаат, ние го намалувавме, ама тоа што го намалувавме потоа се испостави дека некои ставки тие ги направиле превид и го зголеми и на крајот завршивме со некој исто сум. Неизвестно е дали само бомбите гурнаа Груевски. Тој брзо ја изгуби поддршката на меѓународната јавност и го откажа пражинскиот процес. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Прво мораше да ја напушти премиерската, потоа и лидерската функција во партијата. Призна дека можеби грешел, но и дека си заминува со ножеви во грбот. Човекот го започна мандатот во партијата со нож во грб и го завршува со нож во грб. Го коригирав и му реков дека не е во право и дека го завршувам не со еден, туку со повеќе и не ножеви, туку ножиња во грб. Сега е речиси секој ден во суд. Има правосилна пресуда од 2 години и повеќе годишна запретена казна. Работи како пратеник, но ретко доаѓа во парламентот. Деновиве доаѓаше за да прикаже пред судот дека има пратенички обврски. Пред тоа, забележителна улога имаше при расправата за законот за јазици.
За малку ќе ги покажеше и другите боксерски способности. Еднаш во младоста му помогнаа да биде статист во театар. Од тогаш наваму јавно не му затребале. При функционирањето во парламентот, владата и воопшто во општествениот живот се бараат други перформанси. Да, добро беше да се подсетиме. Пандов, како ќе се одрази на ВМРО ДПМН одењето на Груевски во затвор? Со оглед на кризата во која се наоѓа во партијата. затвор, нели адвокатката. Добро. И праксата во Република Македонија онаква по прибе, гледаме дека Бучковски 10 години се седи слободен. Добро, како ќе се одрази евентуално тај одење? Ако евентуално се случи таква работа, секако сплотувачки ќе се одрази. Зошто? Затоа што господинот Груевски во ВМРО ДПМН е како човек кој што од не знам колку беа десетина расцепкани ВМРО-а, дали со ВМРО презнак биле или не биле, направи една сплотена ВМРО ДПМН која што успеа колку 11 години да биде на власт. Од тука не гледам јас некој кој што се против Никола Груевски и мислам дека несреќата него која што го снаоѓа сега, мислам дека е фактор, повторно ќе ви речам, само на сплотување. Јас не гледам никаков разединувачки фактор. Она што е поентата на се ова сега што се случува, јас ќе го кажам повторно она што на почетокот ви го реков, а тоа е дека јас сум цврсто уверен, единствената работа која што е како цел на ова судење, на овој прогон, на секојдневно гледање на Груевски по телевизии е ако господинот Груевски, кој што бил 15 години председател на ВМРО ДПМН... Не, не го гледате толку по телевизија за разлика од тогаш кога владееше. Мислите во суд? Во судот. Секој ден има прилог. Не постои, мислам, дека ден да не гледаме како влегува или излегува или некоја снимка од судење, затоа што и во вашиот прилог сега слушнавме дека секој ден е на судење. Ако може него да биде, он да биде осуден, што останува за сите останати? Ситна Боранија може да бидат прибрани за било што. Конечно гледаме. Кој раководи со ВМРО ДПМН? Груевски или Христијан Мицковски? Христијан Мицковски, ќе дојдам до тоа. Но гледаме сега дека во Република Македонија за Facebook статус, за кажан збор, Тони Михајловски минимум 5 години би добил, ајде да се задржиме на темата, ако може и ВМРО ДПМН прогон на политичките неистомисленици, кои што јас затоа што ова само како така го можете говор на омраза со Facebook статус. Значи вие не можете говор на омраза да ширите. Димитровски се согласувате дека ќе ги обедини во партијата која во моментов колку крила има во ВМРО? Еве гледаме. Па како контрааргумент, не заради да се спротивставувам на Пандов, туку едноставно затоа што реалноста е таква. Вие гледате дека луѓе кои што идеолошки се на истата линија, да речеме, со Мицковски, во контекст на сочувување на уставното име, да речеме фракцијата на Филип Петровски и Јовеки Кеновски, Фродем, е жестоко против Груевски и за расчистување на криминалот на претходното раководство. Самуел Мачевски, Форум за слободумни демократи, како се нарекуваат. Крилото во кое што расчистува во собранието, пратеници во собранието, значи ние имаме повеќе структури од ВМРО ДПМН кои што сакаат да расчистат со ерата на Груевски. Она што му се забележува на Мицковски, затоа што нели сега Мицковски јавно настапи изминатиот период во контекст на гласањето во парламентот на 80-те пратеници, дека се расчистува со хипотеките од минатото. Хипотеките од минатото не се само Сашо Мијалков. Хипотеките од минатото се целата таа структура начело со Никола Груевски, целото раководство кое што денеска ги гледаме во предметите на специјалното јавно обвинителство. Јас напротив мислам дека освен нели ова раководство на ВМРО ДПМН е предводено од Мицковски, мислам дека повеќе други структури, независни десничарски интелектуалци, ВМРО-вци, стари ВМРО-вци, се токму за расчистување на овој криминален дел. Иако можеби идеолошки се согласуваат со отпорот кон оваа политика на владата за менување на уставното име, договорот со Грција и зачленување во НАТО. Така што за тоа немаат различно мислење.
Не, тоа се, ако смеам, тоа се минорни групи кои што господинот Димитровски ги спомнува. Не знам еве за кој Јове Кекеновски кој прво не знам дали е воопшто член, мислам дека одавна е исклучен и се уште некој го нарекува. Ги имате исклучени членови кои Жозеф Дол ги прими вчера сега. И тие се членови. Тоа што ги примил не се членови. Не. Како не се членови? Не се членови ако некој работел во Фокус. Не се согласувал со уреднувачката политика на Фокус. И вие сте го избргале, не работи во Фокус, тој не може да се каже и понатака новинар на Фокус. Ако може да знаеш. Тој ќе го нарекувате вие новинар на Фокус или не? Знаете што? Тој бивш новинар на Фокус. Си работи во друга редакција. Легитимитетот на Жозеф Дол кај сестринските партии го дава Европската народна партија. И тие велат... Не, ја не гледам што ако некој као гости, неве Жозеф Дол или Хан, ги повикал некои ликови, што има со тоа? Тие си се како гости присуствувале на тоа ИПП. И вам тоа не ви е проблем никаков? Мене не. Но имало официјална делегација една, а тоа е на ВМРО ДПМН составена од претседателот на партијата и тројца членови кои што се членови на ВМРО ДПМН. Гости имало таму 2-3 луѓе, ако колку што знам. Предпоставувам дека тие исто не ги доживувате вие што ако викнал Зошто не ве викна вас на конгресот? Не нашле за сходно. Предпоставувам, друга работа, како ќе ме викне господин Хан кога се удараше во гради, он ќе ја предводел кампањата тука за референдумот, едно друго изгуби, онака како повеќе да не може да изгуби. Што изгуби? Изгуби затоа што она што го предводел да излезат луѓето на референдумот, јас и луѓе покрај како мене кои што повикуваа на бойкотирам, успеавме само 600.000 да излезат да гласаат. И со сите полнења на кутии, со најдивјачко силување на демократијата колку сте вие Тоа предпоставувам господинот Хан, лично си го доживел и сигурно ако е поразен, нема да ме доживуваме што сте против промена на уставното име и против договорот со Грција? Колку ве има? Во Македонија? Да. Големо мнозинство, многу поголемо мнозинство. Оваа другата страна е 609.000. Колку сте вие? 700.000 ние сме. 700? Да. Добро, 700.000. врз основа на што го легитимирате тој резултат? На тоа на неизлезени, а милиони и пол гласачи, од милиони и пол гласачи. Од неизлезените, и сите се тие против. Од милиони и пол гласачи, само 600.000 гласале, односно 650 со цело полнење, само 650.000 луѓе излегоа. И тој референдум е неуспешен. И ние референдумот е неуспешен, но вие немате одлука, господин Пандов. И вие знаете дека се криевте. Говорите за демократија. Се криевте за референдум. Се криевте за бојкотот. Зошто не излегнавте да видиме дека имате 700.000, дека имате 1.200.000? Крајно легитимно, имаме мината пракса, имаме мината пракса во Република Македонија на референдум. Сега владеачката партија СДС, она го бойкотираше референдумот за територијална поделба. Овој референдум беше консултативен, државната изборна комисија како и оваа државна изборна комисија која што го прогласи за неуспешен, беше крај. Никој не се бунеше на тоа. Сега имаме ситуација, после неуспешен референдум, по пат на уцени, по пат на закани. Овој референдум, Пандов, не беше задолжителен. Значи, не беше задолжителен. Луѓето најасно рекле не. Ама ве молам, не рекле луѓето не. Луѓето најасно, зашто бело тоа прашање? Луѓето најасно не рекоа ништо. Луѓето излегоа за Хелсинки. Тие што излегоа река да. Нели мислите дека Мицковски беше повикан како официјална делегација и се согласувам, другите беа поканети како гости. Меѓутоа, сите други беа примени и од Дол. Има средба со Хан, има и со новоизбраниот председател на ЕПП Вебер. За разлика од Мицковски, на нив и тие добија пораки со одобрување, потикнување да продолжат. Мицковски доби сериозни лекции, некои мои колеги ги нарекоа шлаканици. Едната беше... Која е таа шлаканица? Ја не сум видел. Дека треба да престанат притисоците. Како шаманите на Груевски, ги немаше шаманите, само ги Јозеф Дол. Треба да престанат притисоците против тоа ќе имате морално право, господине Димитровски, кога јас 4 години вашите разговори приватни ќе ги слушнеме, па да слушнеме како разговарате. Дали сте спомнеле шамар или не. Јас не сум нарачал шамар. Поред, ама и да сте ги нарачале, дали ги имало или не. Не, јавно. Вашите приватни разговори се тоа, нели? Ова беше јавно споделено. И од Дол, и од Хан. Хан го девалвирате вие, ама Дол не би можела. И зашто не би можела? Што ми е должен нешто на него, па јас... И Дорис
пак и до сите ги да обират, нема проблем. Борис пак сериозно. во ред, Значи беа во ред. осудени дека во партијата нема демократија, сомнежи дека има антизападна ориентација зазема партијата и почнува да се врзува со истокот и најмногу критикувана дека него Еве околу таа поддржува јас би почнал договорот. околу Нели се таа ова антизападна, лекции што треба да ги запамти Еве, јас Мицкоски? претпоставувам мене симпатизерите, еве да ги наречам, не членови, симпатизери на СДС, претпоставувам мене ме доживуваат како антизападен. И јас сега го поставувам вака ги поставам нештата. Најсвето нешто што ми е најмило, мислам, имам 2 сина и на никого ништо повеќе поубаво не посакувам освен на нив да им биде. И едниот и другиот, едниот заврши средно во американско средно училиште, значи јас однапред сум знаел дека тоа е американско средно училиште и дека тој начин на живење, таа култура, таа историја, Добро, тој правец да. многу важно. Јас во руско ќе сум проруски нешто ќе учеле. Американски универзитет заврши. Вториот исто е во американско средно училиште. За Мицковски зборувам. Јас говорам за мене, а јас сум против референдумот, со самото тоа што сум бил против референдум. Не, ја ве замоли кораките на вашите партнери во Европскиот дека сум антизападен. Министерот Тендовски кажа дека нема пари да ги прати своите деца во училиште, во приватно училиште, иако има министерска плата. Фамилија и благодарам на Господ што потекнувам од таква фамилија, па моите деца идат во приватно Никола училиште. Груевски ВМРО ДПМН. Сега да се вратам, така е. Па лично, ама јас сум присутен. Во ред, како ги толкувате овие лекции од луѓето, дека не сум антизападен, дека сум проамерикански. Но тоа што го прави господинот Бели тука како амбасадор. Значи, тоа е... Не прашувам за Мицковски, ниту за вас лично, еве го ниту и за Мицковски. Они си ја водат нивната агенда. Господинот Бели е добар дипломат, претпоставам голем патриот кој што си ја сака својата татковина. Послушаме Груевски во прилогот каде што им се обраќа на странските амбасадори. Кој што е симпатизер или член на ВМРО ДПМН, очекува дека господинот Мицковски ќе стои на браникот на македонштината, на интересите на македонскиот народ, на македонската држава. Не гледам тука интересот, ако е на некој странски дипломат или на странски државник, во колизија со интересите на Македонија и на македонскиот народ, ако тој дипломат бара да се јас само укинам, да го избрише македонецот од македонскиот идентитет, да парче да го направат уставот, во таква ситуација ако се спротистави тоа, не значи дека е антизападен, тоа значи само дека тој политичар води промакедонска политика. Вака сега, значи околу антизападниот сентимент. Можете вие да имате не само деца кои што учат во гимназија, нели? Знаеме дека на многу од ВМРО ДПМН роднините им се на запад. И на СДС, и на СДС, се согласувам на запад, а не на исток. Никој не оди на исток. Проблемот не е што тие лично мислат дека се за Русија или дека се, не знам, за Путин и така натаму. За Кина повеќе. Или за Кина, без оглед. Туку проблемот е што тие, одработувајќи за каузата македонска, да не се смени уставното име, одработуваат во моментов за геополитичката игра на Кремљ, која што е во моментов Македонија да не влезе во НАТО, исто така и за Белград, кој има стратешки интерес да не биде... Сега ова не ли е обвинување? Дозволете, не е обвинување. Да, ама не е обвинување. Јас ви кажувам, несвесно или не сакајте. Сега ќе ви кажам. Каква конекција направите? Ама конекцијата ви е за Румелија патриот да наречете вие него. Ама господин Пандов, дозволете да доврши Димитров. Вие имате идеја дека Македонија не треба да го промени уставното име, автоматски не може да влезе во НАТО и не може да влезе во Европската унија, ако не го промени уставното име. Добро, во ред. Така? Да. Значи, интересот Македонија да не влезе во НАТО се знае чиф е на политичката сцена, геополитичката сцена во моментов. На Русија и на Белград.
кој што не сака да биде обкружен со земји кои што се сите од НАТО. Тоа е едниот И сега елемент. затоа што јас сум против тоа да се смени и да ми се избрише идентитетот, да не ама вие карикирате со идентитетот. Да, па Вие затоа што карикирате со бугари не идентитетот. направија сега бе. Ама кој ве направи бугари? Вие вие пасоши земавате. Јас немам бугарски пасош. Јас немам бугарски пасош. Па имаат ваши членови. Имаат и ваши членови. Кои ваши? Јас не сум од Во СДСМ. Фокус Вие сте од ВМРО предпоставувам. Во Фокус праша, направите анкета, еден ќе најдете сигурно кој што има бугарски пасош, во СДС има многу. Тоа секако, тоа сигурно. Јас немам бугарски пасош. Ја немам. Па немаме. Па затоа не го спомнувате бугарски пасош. Меѓутоа Немам јас. зборувате за Но идентитетот. имаме договор со Бугарија, имаме Да. договор со Грција, кој што, ако вие како интелектуалец и познавач на историјата и на македонската политика, знаете дека со тек на време, не со тек на време, со промена на учебниците, комплетно се брише македонскиот Ама идентитет. вие не можете за а во иднина историјата да ми е кажувате Па тоа е пардон, сега. Па вие не знаете сега што ќе се почнат случува во комисиите. иднина. Еве ги комисиите работат, како не? Комисиите работат на учебниците и во Грција и во Македонија и во Бугарија. Апсолутно. Само во Македонија се менуваат учебниците. Ама не е господине точно, Димитров. не е вистина. Само во Ама не е Македонија. вистина. Што ќе се смени во Бугарија? Па ќе се сменат. Што ќе се смени во Грција, Бугарија? сега зборуваме за Грција. Сега зборуваме за Еве Грција. со Бугарија. Во кој дел? Ние со Бугарија се согласивме дека имаме дел од историјата кој што е заедничка. Да. Имаме дел од историјата Имаме. заедничка. Вие тоа не можете да го порекнете. Да не зборуваме за времето на цар Самуил, да зборуваме за времето на 1890 и некоја. И навака имаме заеднички делови. Каде што имаме формиран бугарски национален идентитет во таа држава? Каде? Во Бугарија. Зборувам за во Бугарија. Добро. И каде што има македонски интелектуалци кои немаат држава и каде што се уште не е формиран македонски национален идентитет, се повикуваат на бугарски национален идентитет. Тоа не можете да го негирате. Сите од ред војводи на ВМРО така се декларирале. Што вие мислите, што ние можеме од денешен аспект за тоа да говориме, тоа е друго прашање. Меѓутоа тоа не сакам сега да го ставам како Па тоа е најважното. за дебат. Не, Ама тоа е најважното. Апсолутно. Господине Димитровски, тоа е најважното. Моето противење и на референдум и на сите промени се токму тие. Не. Ирелевантно ми е мене дали во НАТО ќе не викале Република Северна Македонија. Ама дали сте вие македонец? Северна Дали сте Република? вие македонец денес? Денес јас сум македонец. А добро, дали сме ние македонци денес? Кој тоа ќе ни го спори? Со овој договор, Помалку повеќе сме. со овој договор со Помалку повеќе Грција, сме. само што ова да го кажам за да не одземаме време да каже Па да, господињето сепак Вишевска со- нешто. Со овој договор со Грција ние го имаме загарантирано македонскиот национален идентитет. Каде? Во договорот пишува дека ние сме македонци, останува во уставот македонски народ. И верувате вие во тоа? Па зашто да не верувам? Јас Да ме читам оставам она што го читам во тоа верувам. Јошевска, дали е можно поддржувачите на Груевски го повикаа председателот Иванов да го спаси од затвор со аболиција? Што ќе значи доколку тој преземе таков чекор? А може, верам. Морам претходно да кажам дека во живо сте уште поинтересни отколку на телевизија. Се забавувам вака, но мислам дека треба да се држиме дека за се сериозни не сте Да, не, во наводници кажувам затоа што припокувањево мислам. Добро, ова е дебатна емисија. Да. Може ли Иванов да го спаси? Дали верувате дека ќе го стори тоа? Дали верувам и не верувам дека ќе се впушти во авантура во која се впушти претходно, бидејќи сметам дека нема да биде за него, нема од тоа ништо да се добија. Нема да може да помине, бидејќи не помина и претходните. Нема да може тоа да помине во системот. Така што не верувам ни дека толку се чувствува дека треба така на тој начин да се разложи кога веќе е стигната работата до тука. Дека има можност, има, таа му е дадена, но амнестијата, односно помилувањето, треба најверојатно во македонскиве примери да се изучува како специјален, како еден специјален вид за доколку се реши на политичка аболиција, кога тоа би требало да го Може да го направи во секој момент, но тој може да го направи и пред и по, и денес и утре, нема за тоа никаква казната. Да. Верувате ли дека Иванов ќе го прифати ова барањето? Не знам, треба да го прашате господинот Иванов. Како ги толкувате писмата на Сашо Мијалков до лидерот на ВМРО-ДПМН со многу тешки обвинувања? Му се обраќа лично,
што му дава уште поголема тежина и го обвинува за двојна игра. Еве, вие ставивте некои ставови. Вчера го читав второто писмо и на повеќе пати господинот Мјалков бара извинување од Мицковски за ова или за она. Не прочитав ни во еден ред и во првото и во второто писмо, а и првото го имав прочитано, дека он се извинува, пред се, значи Мјалков треба да се извини, ако веќе он толку мисли дека не чини Христијан Мицковски како лидер да биде на ВМРО, Сашо Мјалков има лавовска работа завршено за Мицковски да стане председател. Како сега тоа човекот кој што направил се за да успее да го донесе тој човек да биде председател на ВМРО, го гледавме во прв ред на конгресот, ја како гостин бев таму, но во прв ред до него без малку седеше. Да, тоа е неспорно дека е негов Како тоа не се извинува, ако он веќе до толку го гледа како црна овца господинот Мицковски. Зошто бара оставка да си поднесе? Зашто господинот Мјалков не се извини на цело членство и на сите симпатизери, затоа што еве ова сега што му се случува на господинот Груевски и сите тие предмети кои што се, најголема вина има господинот Мјалков. Он беше таму, дозволил во неговата управа, он кај што директорувал, пошто нели бил голем патриот, многу ги разбирал тие безбедносни работи, он дозволил таму да биде дупнат и кртови да изнесуваат и да дали они прислушувале, дали кој прислушувал од сведочењето денеска подготвувајќи се за емисијава, од Ѓорги Лазаревски се вика. Имал човекот, не сум го читал минатата недела, мислам дека или недела пред неколку дена, така, имал сведочење. И сега пошто правиш, он самиот кажува дека и во ова сведочење, а и претходно кога беа, значи 2015 година на назад ако се вратиме, дека Зоран Верушевски е исто човекот кој што му давал одреден број на имиња кои да бидат како ги нарекуваат маркирани. Никола Груевски и Сашо Мјалков и дека него извршиле тоа, дека него направиле. Тоа го кажа за Лазаревски. Но Сашо Мјалков и Никола Груевски ги слушавме во разговори. Дали биле или не биле, не знаеме. Ги слушавме но имало и други некои, ако имало за тие двајца, зошто јас да му верувам на тој човек дека и еден куп други луѓе не биле прислушувани по налог, еве не негов, по налог на господинот Зоран Верушевски. Ма тоа се утврдува со вештачењето кој влегува во влоговите и така натаму, така што тоа више утврдено пред поднесувањето на обвиненијата. И сега се враќам повторно на господинот Мјалков. Ако е тоа веќе така, јас повторно господинот Мјалков го ставам во онаа група на уценети луѓе кои што спасувајќи се себе сега, Па не гледам како се спасува денеска. Па има отворено нова истрага на СЈ-во империја, Маце ми е сумнителна таа истрага. Не ми е маце сумнителна таа истрага денеска што ја слушнавме, затоа што пред месец дена го слушнав господинот Орце Камчев дека во господинот Заев видел најхрабар и најмудар политичар кој што подржа и договорот од Преспа. А зошто ве чуди? Па не ме чуди. Ме чуди затоа што за да го изјави тоа господинот Камчев, да тек туку така се вмеша сега да почне јавно да дава коментари за политика, кој што претходно јас не сум го слушал да говори за политика, он за бизнис, за ова зона, но со политичари се дружел, ама за политика не говорил. Тоа мислам дека е повторно потикнато од СЈО и од обвиненија вакви или онакви. Од тука јас пак ќе речам, најголем дел на луѓе, новинари, суди, обвинители, политичари, кои што сега даваат чудни некои изјави, не ги оние пратениците 8, кои што дента беше како тоа успеа тогаш господинот Муковски, нели со сите гаранции не го пушта, дента за да гласа го пушти од домашен притвор. Од друга страна за 27 луѓе кои што ништо немаат направено, ги држат и ден денеска скоро година дена еве без 10 дена Горан Ангелов година дена ќе биде во притвор. Не ни влегол во пресалата човекот. Против Никола Тодоров нема обвиненија, па гласаш. Како нема обвиненија, имаше Фатиме Фетај излезе и говореше дека не знам, тендер било некој од 600.000 евра, волку 1000 евра. Господјата против Емилија Александрова нема Фатиме Фетај. Против нула нема обвинение. Има тогаш некоја друга работа. Јас сега да не биде дека обвинувам, но Емилија Александрова
Емилија, ајде дали имаме некој друг случај, недела дена претходно, ма не беше ни недела, 3 дена претходно, излезе, барем да не излезе да говориш. Ајде претходно на кампања, што секој еден од тие пратеници биле на бина качени со граѓани, дека нема да дозволат по ниедна цена промена на уставот заради промена на уставното име. Таа истата Емилија Александрова и на говорница говореше дека гледаме како гласа Димитровски, што открива Мијалков во неговите писма? Што се случува во ВМРО ДПМН? Знаете што освен неговиот судир, меѓу како рековме, меѓу Мијалков застанал да. зад Мицковски при изборот и тука не е ништо спорно. Јас знам нешто друго, дека Мијалков од минатото, значи кога бил, ако можам така да се изразам послободно, кап од тути капи во таа приказна на ВМРО ДПМН сите за тоа правење мафијаше. Ако може дозволете, ја ви дозволувам да се докажете, послободно од причини што господинот Мијалков знаеме дека беше страф и трепет. И сега ја знаеме таа империја, не случајно денеска ова дело се вика империја, ова истрага на СЈО, затоа што она што ВМРО ДПМН преку братучетот го направи во изминативе 13 години беше точно правење на империја. Значи империја од бизнис капитал. Знаеме за сите жалби на бизнисмени, како им се презема бизнисот, што се случува во нивните во тој дел. Мијалков застана за изборот на Мицковски, тоа е точно. Но уште во минатото Мијалков беше структурата во ВМРО ДПМН која искрено сакаше веројатно свои лукративни причини, сакаше да го турне бродот на запад. Тоа беше уште со барањето. Само да ви кажам, уште со барањето Срđan Керим да биде председател на Република Македонија. Кога Груевски го избра својот антички ментор Хорхе Ѓорѓе Иванов и кога се случи целата антиквизација, чиј духовен татко е Ѓорѓе, без оглед дали некој имал свој придонес во неа или не, бродот тргна во друг правец. Тргна, можеби, се согласувам тука со Пандов, изворно тие луѓе можеби не се за Москва, иако некои се. Еден, кажи иако некои се. Еден. За Москва што е еден, а што е во раководство или било нешто што е? Но, сакам да кажам, проблемот е што Мијалков, уште од почекот од својата соработка со Американската амбасада, со ова службата покажуваше прозападна ориентација која со службата за прогон на дрога во регионот кој е американска и така натаму против исламскиот фундаментализам, покажуваше соработка токму со американците. Идејата на таа структура беше токму тоа. Македонија да се движи кон запад. Се разбира. Веројатно он бараше спас за својот криминал преку поврзувањето со запад. Меѓутоа Груевски не го послуша и тоа е неговата најголема грешка. Тука ќе направиме пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Продолжуваме со дебатата, за која ни остана уште многу малку време. Јушевска ги дебатираме и за ВМРО и она што е во моментов актуелно, кога поранешниот премиер и сегашен пратеник Груевски ќе оди на издржување на казна затвор, практично неговата прва затворска казна, бидејќи го очекуваат и други процеси. Кога го гледавме прилогот на почетокот, изреагиравте на оној говор на Груевски, кога тој на протестот пред Државната изборна комисија прв пат отворено ги нападна странските амбасадори во земјата. Дали тука почнува неговиот пат, дали е тука навистина, дали е тоа, ова е само резултат на Добро, јас не сум многу љубител на јавно да коментирам политика. Добро, си, како дека следите како граѓанин. Да, како граѓанин следам, иако сум тука викната како адвокат. Тоа беше само мој коментар, додека течеше прилогот, дека моето чувство е, лично како граѓанин, дека тука почна, од тука надолу се тргна, заради тоа што тоа беше многу смел и по мене не добро пресметан потек да влезе во таков сукоп со... Тој почна војна практично против меѓународната заедница. Ги наведе и амбасадори и ови и оние ги наведе. Значи немаше веќе тука никакви ракавици, отворено почна. И вака историски гледано, не сум помислила на тоа, историски гледано, сега кога дојде прилогот,
Затоа го искоментирав, реков од тука натаму почна. Но сакам да кажам една работа за прескашто околу ова. И околу овој наводен политички прогон. Груевски беше предмет на истрага кога се веднаш по формирањето на СЈ. Значи не знам за каков политички прогон би зборала кога тој беше слушан во бомбите, сите го слушнавме што зборува и како зборува и врз основа на тоа се отвори истрага, врз основа на тоа се покрена обвинителен акт уште пред да дојде оваа власт и како вие велите да изврши политички прогон. Јас разбирам дека тоа може да се изведе како заклучок во ситуации кога се пресметуваат со претходни власти, тоа сме го гледале. Веднаш кога ќе стапат на власт нова беше малце порано од тоа и беше формирано независно тело со амин на сите 4 партии за ова да го спроведе и тука завршува приказната за политички прогон. Дали Груевски можеше да го спречи се во ова, па дури објавувањето на бомбите, бидејќи според една неформална снимка такво нешто му било понудено, доколку се повлечеше навреме Заев му понуди јавно од власт? Не знам. Бидејќи неговите сопартици во моментот кои му беа блиски за време на владењето го велат токму тоа. Грешката дека тој ги жртвува и нив. Грешката е што господинот Груевски кога дошол Заев кај него да го оценува со тие разговори, не се јавил на портирница доле да му кажат да им каже да го задржат. Тоа е огромна грешка која што има направено и фактички он со тоа влегува во разговори со него. Прифатил да разговара што со тие разговори ги има, ги нема, какви биле, што биле. Ако сте виновен, прифаќате да разговарате? Молам? Ако сте виновен, прифаќате да разговарате. Тоа е проблемот. Тоа е според мене грешката, подоцна дали он можеше или не можеше. Јас никако не го поврзувам тоа, јас само сосема краток коментар. Неговата грешка е што он е македонец и неговата непопусливост околу промена на уставното име Република Македонија. Ако тој сакал да се договори и ако он бил со скршен грб како што сега е оваа сегашна власт, јас ви уверувам дека господинот Груевски и ден денеска ќе си владееше без никаков проблем, нити Мерцедес ке зборувавме, нити било што. Тоа што тој не е на суд зошто е македонец, тој е на суд за злоупотреба. Тоа е политика и за политика може да ве гонат ќе најдат за што да ве гонат, но одговорно стојам на тоа и тврдам дека тој човек после од кога сваќа така да ја наречам меѓународна дека нема да може со него да се договори за промена на уставното име, тие одлучуваат по секоја цена во дадениот случај со објавување на негови приватни разговори, нелегално стекнати, да го дискредитираат и како се вика сега е ова што се случува. Има една илузија ова што го зборува Пандов, дека меѓународната заедница инсистирала ние да го смениме уставното име за нас да не интегрира во Европската унија и во НАТО, како да меѓународната заедница зависи од Република Македонија, затоа што Република Македонија е катена мунди, од кој што целиот свет ќе се преврти ако Македонија не пропадне или не се подели. Вемо, значи да бидеме сериозни и прецизни. Никола Груевски со целиот свој отпор антички кон промена на уставното име. Кој е антички везоги од преска? Антички заради антиквизацијата зборувам сега. Антички во тој контекст. Антиквизацијата. Само сакам тоа да го кажам. Значи Никола Груевски беше во многу сериозни договори за промена, за договор со Грција. Тоа што он после тоа го кажа сега кога беше на судење еднаш па рече јас никогаш немаше да договорам вакво нешто затоа што мене ми беше нудено нешто друго. Да, него му било нудено точно не ерга омнес, но тој не го прифатил. Тој не го прифатил затоа што верувам структурите кои влијаеле врз него сакале нешто да изведат од Македонија поинаку. Имаше и сомнеш дали навистина сака во Европската унија и НАТО. Но да се тврди дека Никола Груевски е во затвор. Молам? Дали ја жртвува и својата партија ВМРО-ДПМН? Па не, ВМРО-ДПМН има една предисторија во Македонија. Мислам дека ќе застане на нозе ВМРО-ДПМН. Не е проблемот во распаѓање некаква на ВМРО-ДПМН. Но сакам уште ова да го кажам. Мислам дека Христијан Мицкоски како товар во својот грб го има Никола Груевски и целото тоа наследство на ВМРО-ДПМН.
Од причини што реков дека не е во прашање само идеологијата. Во прашање е еден голем товар од бомбите наому кој што има своја кривично правна разврска, во која Христијан Мицкоски нема свој удел, или барем според она што го гледаме чист е. Зошто би го носел тој товар? И мислам дека ќе биде полесно и за Христијан Мицкоски понатаму. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната емисија. Останете на Телма, имајте пријатна вечер.